Наредниве минути нова тема во утринската програма. Безбедноста и здравието при работа е основно човеково право и право од работниот однос. Денеска е меѓународен ден за безбедност и здравие при работа, тема на која што ќе разговараме во овој појас до 9 часот со линковски вклучувања, но и гостинка овде во студиото 3 на МТВ. Колешката Анита Никушева Јованчев ни прави вовед во темата. Безбедноста и здравието при работа е едно од основните човекови права и права од работниот однос, кој е од исклучително значење и за работниците и за работодавачите, и за целокупната општествена заедница. Областа на безбедност и здравје при работа, како исклучително комплексна и пред се мултисекторска и мултидисциплинарна област, е регулирана со поголем број на законски и подзаконски акти, а за незината примена и имплементација неопходна интензивна координација, комуникација и соработка помеѓу различни државни институции, органи, социјалните партнери и останати релевантни субјекти. Покрај постоењето на соодветна законска рамка која регулира областа и функционирањето на надлежните институции, тела и органи, за воспоставување и функционирање на ефективни системи и механизми за безбедност и здравје при работа. Од исклучително значење е социјалното партнерство и активната и континуирана вклученост, координација, соработка и меѓусебна информираност на работодавачите и работниците. Целта на заштитата при работа е да се создадат сигурни работни услови за спречување на повредите на работното место, професионалните заболувања и несреќи, односно смалување на можните штетни последици, доколку опасноста не може да се устрани комплетно. Ниту една работа не смее да одземе безбедноста, здравието и благосостојбата или животот на работниците. Секој ден широм светот дневно умираат 7500 работници поради небезбедни и нездрави работни услови, а 1 милион работници се повредуваат на работното место. Работниците во Македонија исто така влегуваат во оваа статистика на зголемен број на несреќи при работа и лица починати на работно место. А дали сте се запрашале некогаш што значи навистина безбедно работно место? Дали е тоа само заштитна упрема на работа, ергономското седиште во канцеларија или нешто многу повеќе, како култура на грижа, превенција или пак одговорност? Денеска на Меѓународниот ден за безбедност и здравје при работа сите овие прашања ги поставуваме на нашата соговорничка Славица Јанкова од Македонското здружение за безбедност и здравје при работа. Добро утро, Славица, и добре ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, добро најдов. Славица, градењето на превентивната култура е на пиедесталот на делување на Македонското здружение за заштита при работа. Успеавте ли да ја имплементирате во пракса низ години? Добро кажавте, безбедноста при работа е традиционално се гледа како можност да се превенираат несреќите и повредите при работа. Националната култура за безбедност и здравје при работа е единствена која што се почитува на сите три нивоа кога треба да градиме безбедна работна средина, нели нормално користејќи дефинирани права, одговорности, обврски, и на пиедесталот треба да ставиме принципот на превенција. Нашето здружение работи на оваа област веќе од 77-та година па навака, нели со текот на годините претрпува различни промени во името, меѓутоа остануваме како Македонско здружение за заштита при работа. И можам да кажам дека успеваме да стигнеме до пошироката јавност кога станува збор за подигнување на свеста. Веќе се зборува за безбедност и здравје при работа. Меѓутоа, за жал, не успеваме се уште да стигнеме онаму каде што се клучните актери и да успееме да изградиме столб на превенција. Ние се уште гледаме во изминатиот период дека зборуваме за санирање на направените грешки, што за жал е недозволиво кога правиме муабет за безбедност и здравје при работа. Ајде да говориме малку, Славица, и во бројки. Според Државниот инспекторат за труд секојдневно се пријавуваат 3 до 5 повреди на работното место. Што велат вашите статистики? Ги извадив 2025-та, сме имале 169 несреќи на работното место со 22 фатални последици. 2023-та намалување имаме, и тоа 93 повреди и 15 смртни случаи. Какви се статистиките за 2024-та? Имаме пораст или намалување на повредите на работното место?
сме денеска на 28 кога е Светски ден за безбедност и здравје при работа, секоја година почнувајќи од 2008 година се објавуваат овие бројки од страна на Македонското здружение за заштита при работа. 2024 година имаме 17 смртни случаи и 116 повреди при работа. Ако земеме во споредба со 2023 имаме некој благо зголемување. Меѓутоа, нашата цел како здружение не е само да говориме за бројки. Овој извештај се подготвува со цел да укажеме дека е потребно да постои унифициран систем за евиденција на повреди и потреби. И дополнително понатаму, уште нешто што недостасува, да дополнето нели со одредени информации, треба тие несреќи повреди да се анализираат, да не ни се повторуваат. Нема работно место кое што нема ризик, меѓутоа може да се сведе на минимум, може да се отстрани или може да се предложат соодветни инженерски мерки, препораки за да се намали ризикот, односно работникот на своето работно место да работи на начин на кој што здравјето нема да му биде загрозено, животот нема да му биде ставен во опасност. Во кој сектор имаме најмногу повреди според последните анализи? Оваа година, според нашиот извештај, најмногу повреди имаме во јавната управа и одбрана, потоа следува преработувачката индустрија, потоа градежништвото и во делот дејности во домакинството. Ние тука ги бројуваме земјоделските повреди, бидејќи поголемиот дел од нив извршуваат работа за сопствени повреди. Цело семејство работи и произведува за сопствени повреди. Потреби, се извинувам. 8 часот и 20 минути, ние ги прашавме и граѓаните на оваа тема, дали се чувствуваат безбедни на своите работни места. Колешката Тијана Петрска беше на терен, па да ги слушнеме одговорите. Безбедноста и здравието при работа е едно од основните права на работниците, утврдено со бројни закони и меѓународни конвенции. Таа подразбира континуирана соработка помеѓу државни институции и органи, социјални партнери и останати релевантни субјекти во системот. И така е на хартија, но како е во пракса? Прашуваме колку нашите граѓани се чувствуваат безбедно на своите работни места. Дали се чувствувате безбедно на работа? Да. Прво да ви кажам, ја не знам ситуацијата во Македонија како е, дека многу давно отидов од тука. Во Германија се работи на тоа, али таму има некои работи кои не се гледаат 100% така. Само да се направи, законот да се исправи, а иначе има. Секаде, секоја фирма, обавезни се тие работи да ги работат. Секогаш постои можност, професор во гимназија, некој ученик со топка кој туди. Тоа е безбедност. А имате ли поминато обука каде што вие сте обучени како да се заштитите дури доколку нешто се случи? Па не. До сега не сме имале такви случаи и мислам сме доста оштетени таму. Ги имаме сите опрема што треба за секој случај. Имавме ние шкаф со медицинска опрема. Во случај на повреда моја лична или некој друг реагиравме, ама тоа повеќе беше импровизација отколку она стварно што треба да биде. Јас работам како наставник и кај нас е многу битно ние да поминеме низ тие обуки, пред се за прва помош, да им помогнеме на дечињата. Во нашето училиште, кај што работам јас во партења зоографски, имавме стимулативна вежба при земјотрес и поплава. И постојано тоа го повторуваме, бидејќи знаеме, нели секој ден се чуваат секакви непогодби и ние како училиште сме спремни додека би дошло во таква ситуација. Работникот не смее да биде изложен на ризик, ниту да работи под притисок кој го загрозува неговото здравје. Затоа и денеска на Меѓународниот ден за безбедност и здравје при работа потсетуваме дека работниците мораат да бидат ставени секогаш на прво место. Славица Јанкова од Македонското здружение за заштита при работа е наша гостинка во студиото. Славица, многу често вашите податоци низ годиниве не се исти со Државниот инспекторат за труд. На што се должат различните податоци и која е реалната бројка? Тоа е најголем проблем што не можеме во моментов да кажеме реалната бројка во Македонија, затоа што не постои унифициран систем за евиденција на податоци. Македонското здружение за заштита при работа податоците ги прибира од јавните медиуми. Во Државниот инспекторат за труд во моментов има други податоци, различни од Институтот за јавно здравје. Институтот за јавно здравје е институција која што е одговорна за прибирање и водење евиденција на овие повреди. Ако ви кажам дека за 2024
2024 година во Државниот инспекторат за труд има евидентирано 13 повреди со смртни последици, за разлика од Институтот за јавно здравје, каде што бројот е 0. Во Државниот инспекторат за труд има 2463 повреди при работа, во Институтот за јавно здравје има 728 евидентирано повреди при работа. Значи, во Македонија цело време ние укажуваме и поради тоа го подготвуваме овој извештај, дека подитно ни е потребно да се прилагоди, односно да се создадат подзаконски акти со кои што ќе се воведе ЕСАФ методологијата. Тоа е европска методологија по која што ќе се изготвува овој систем на евиденција на несреќи и повреди при работа. За извештај за 2025 е премногу рано, полека на сигурно навлегуваме во 5-тиот месец од годинава, но има ли до сега пријави за повреди, колку и какви? Да, 4-тиот месец веќе измина, ние ги следиме податоците од почетокот на годината. Можам да кажам само дека несреќата што се случи во Кочани веќе евидентираше повреди при работа со смртни последици. Да не се заборави дека во тој објект имало персонал кој што работел и добивме информација дека ги загубиле своите животи. Да не се заборави дека имавме објава за полицаец кој што извршувал работни задачи и тој бил на работно место и тоа е последица со смртен исход. Исто така јас би го вклучила во соработка консултации со нашите колеги, би се бројал и случајот за лицето кое што беше ангажирано преку првата помош, иако тој почина дома. Меѓутоа во текот тоа е последица, заморот, стресот. Стално се прашуваме и во овој случај. Да, знаеме дека е тоа хумана работа, дека беше голема трагедија, дека сака да се помогне, сигурно имало членови од семејството, од пријателите. Меѓутоа, дали таму имало одговорно лица кој што треба да предочи дека тој треба да запре, дека треба да одмори, дека не може 12 часа да извршува таа работа, дека треба и него да му се укаже некоја помош за да се ослободи од стресот и заморот. Така да и оваа година, за жал, во првите месеци веќе ги броиме повредите и несреќите при работа. Сакам да споменам и музичарите, односно припадниците на групата, и тие биле извршувале работна задача. Ке продолжиме ние секако со разговорот, доколку ни е подготвена и колешката Елена Георгиевска од Куманово. Ја вклучуваме во следното линковско вклучување. За очачарството ќе зборуваме како стар занает кој е во изумирање, но овој пат прашуваме каква е состојбата со безбедноста, има ли обуки за интересирани млади кои што сакаат да се занимаваат, Елена, со овој занает. Добро утро, Ване, по втор пат. Како што рече и во најавата, стар занает кој што е во изумирање, опаднат интересот кај младите. Јас на оваа тема разговарав со единствениот оджачар Дино. Тој го потврдува сето ова, укажува дека има млади кои што од време на ден-два всушност доаѓаат кај него. Меѓутоа, работата, како што вели, знае да биде валкана, а знае да биде и опасна. Кога сме на темата безбедност, Дино започнал од 2008 година, иако како дете знаел да помага од време на време на својот татко. Посетувал неколку обуки, меѓу кои една од позначајните ја издвојува всушност она во соседна Србија, во Белград, каде што имало обука, всушност функционирало и предпријатие кое, како што вели, со 60 оджачари, таму стекнал диплома всушност за оваа дејност. Потоа патот го однел и во Франција, каде што исто така посетувал обука, меѓутоа се стекнал и со нови знаења и модернизирана технологија за оджачарството. Денес, вели, работата е многу полесна во споредба со минатото, тоа значи и помалку ризична. Поретко всушност се качува на самите оджаци, на самите покриви всушност, меѓутоа
затоа што пред се работи со нова технологија, како што реков, дури користи и камери, има 3 принципи, како што рече, механичко, машинско и хемиско чистење, меѓутоа се уште се случува сепак да се работи на стариот принцип, зависно од состојбата, и она на што постојано апелира се обука и курсеви кои што задолжително мора да ги посетуваат лицата кои што сакаат да се занимаваат со оваа дејност. Пред се тука се мисли на обуки за безбедност, апелира и постојано укажува дека е неопходно и самите всушност да се заштитат, меѓутоа и да знаат да укажат помош на останатите, па затоа треба многу добро да ја знаат и укажуваат првата помош, и секако неопходно е користење на безбедносните појаси, јажења при сите интервенции. Вели дека граѓаните се уште има домаќинства, бројни домаќинства кои што се затоплуваат на огрев, меѓутоа не сите навреме интервенираат и ги повикуваат на чистење. Тој соработува и со екипата на противпожарната единица од Куманово, па само од почетокот на годината имаат 17 пожари на оджаци. Предлагам овде, доколку е подготвена изјавата, да ја погледнеме. Оджачар не може да биде тој кој нема противпожарен курс. Оджачар не може да биде ако не познава брза помош. Значи, во секоја прилика тој треба да биде спремен, за да, ако има палење на оджаците, да знае како да гаси, да употребува апарати. Не може да биде секој оджачар. Ако не познава прва помош, да му даде на некоја прва помош, се угушил некој во станот, да може додека да стигне брза помош, он да му даде таа прва помош. Треба да се проваѓаат тие курсеви, да се обучи, теорија да познава, а теориите, на жалост, кај нас нема, ама еве Београд, поготово Нови Сад, има средна школа за оджачари. Значи, средна школа. Сега, од тука после оджачари тие одат на факултети за да бидат инженери, што ти ја знам ваму таму, али го има тоа. Значи, во Србија го има со години. Кај нас не знам зошто не, зошто го стават, додека се оди, ајде, на струја, на газ, на ова, на она. Меѓутоа, имаме ние семејства што не можат без огрев. Без огрев. И сега јас апелирам неколку пати до општината. Треба општината да си го преземе тоа. Јас доста соработам со противпожарната единица и често кога има пожари од оджаци, тие ме викат. Ќе одам да интервенирам. Во такви интервенции има доаѓа до заглушување. До заглушување доаѓа. До заглушување, но ако не знаеш тоа што пред малку го кажав, ако не познаваш, не знаеш да влезеш внатре, како да влезеш, што да влезеш, кај нормално ќе има проблеми. Имам јас проблеми од кров, се лизнав, се случува и тоа од кров, застанав на олук. И тоа е некоја среќа, тоа е една секунда, не можеш да паднеш секој пат, ама еднаш се деси тоа. Затоа треба да се осигураш пред да се качиш. Да, тоа беше изјавата на единствениот оджачар во Куманово Дино. Апелира до останатите да бидат особено внимателни, како што напоменав, да внимаваат на својата безбедност, меѓутоа и на сите останати. Инаку, професија која што може да биде и хумана, укажува дека често се случува да интервенира кај социјално загрозени семејства и тоа да го прави и бесплатно, бидејќи вели благословот е поскап од сите пари. А токму овој Кумановец вреди да се напомене и дека оваа седмица ќе замине во Кочани, градот каде што се случи поголемата трагедија во поновата историја на Македонија. Целта е да исчисти 62 оджаци и овие средства всушност граѓаните сами да ги донираат на семејството кое што е најзагрозено. Ќе соработува со невладината организација во Кочани. Студио. Елена, благодариме. Ова последно што го кажа, нека биде и за нас медиумите и новинарите подсетник на кои работи треба да даваме приоритет, како пожарникарите што во петокот стаса од Германија и поминаа 3000 километри, замајки слободни денови од своите работни места за да донесат опрема на своите колеги од Кочани. Благодариме за ова линковско вклучување во Македонија наутро и надоврзување на темата. Токму така. Славица? Продолжуваме ние со следното прашање. Она што го споменавме и предходно, вие работите на градењето на превентивната култура во однос на безбедноста и здравието при работа. Ги интересирали оваа тема работодавачите? Дали тие доволно се грижат во однос на едукацијата и обуката на своите работени? Дали тие сакаат нивните вработени да бидат безбедни?
Неблагодарно е ако кажам дека не сакаат или сакаат, меѓутоа самата фактичка состојба ја покажува ситуацијата. Законот во Македонија е 2007 година согласен со Европската директива, значи 18 години законот постои. Во Македонија според Заводот за статистика имаме околу 75.000 компании. Ние се уште збориме за имплементирање на законот, се уште збориме за подобрување на работните места, односно за информирање на вработените, за одржување на обука, за давање препораки. Мислам дека во тој дел, значи работодавачите во целост не се ги извршуваат, не зборам за сите, меѓутоа не се ги извршуваат своите обврски според Законот за безбедност и здраве при работа. И она што ние го имаме како сознание од долги години истражувања, се сваќа дека законите треба да не казнат. Не, законите се направени за да не заштитат, за да може да се најде начин работникот да биде заштитен. Само мотивиран, безбеден работник може да биде продуктивен работник, може да се ги завршува своите работни задачи. Така. Ние сме прваци на закони, на хартија, меѓутоа некако во спроведувањата секогаш наоѓаме за спроведувањата некои дупки изговори. Колку Законот за безбедност и здравје при работа ги уредува сите сегменти неопходни за поголема заштита на работниците и колку одредбите се почитуваат и применуваат во пракса. Како што кажав, закон постои, националната легислатива е уредена. Меѓутоа имаме подзаконски акти, имаме дополнителни акти кои што го уредуваат законот и односно и законот за имаме и други законски решенија како законот за здравствена заштита, фондот за осигурување и така натаму кои што ја уредуваат оваа област. Меѓутоа проблемот е во начинот на имплементација. Механизмите кои што го контролираат начинот на имплементација, односно механизми за контрола на работата на стручните лица, спроведување на законот на кое ниво ние, до кој процент, кои делови се поминати. Тука потфрламе. Ни недостасуваат алатки кои што ќе го контролираат спроведувањето на законот, односно ќе добиеме слика до каде сме во тој поглед. Законот 18 години е таков каков што е. 2019 чинам во време на почетокот на пандемијата беше направена нацрт верзија на нов закон за безбедност и здраве при работа и тука заврши работата. Во овој период Министерството за економија сега ги презима активностите, односно е надлежно во областа на безбедност и здраве при работа, пред тоа беше по труд и социјална политика. Се надеваме дека сега новото министерство ќе направи напори да се донесе нов и јасен, недвосмислив закон кој што ќе биде применлив. Само една од работите кои што во моментов можам да се сетам дека недостасуваат, новите ризици кои што ни ги наметна самата пандемија. Нели бевме затечени, не бевме подготвени. Значи законот треба што поскоро да се донесе нов закон и да се работи на имплементирање на законот во работната средина. И тоа имплементирање во однос на и ангажман во однос на сите подеднакво, затоа што ако големите компании се видливи, тука кај нив нема некој многу голем простор за манипулација, кај помалите фирми и неформалната економија, податоците се дека навистина многу помалку се внимава во однос на безбедноста и здравјето при работа и дека работодавачите на овој сегмент пречи си и да не посветуваат внимание. Пак повторно тука не генерализираме, но податоците го кажуваат тоа. Да, и ние имаме сознание дека има тука уште еден проблем. Не се и доволно информирани. Знаете, кога започнувате со некоја дејност да работите, која се отворена или некоја компанија, не во старт се информирани лицата кои што сакаат да бидат работодавачи за обврските и правата од овој закон. Да, големите компании, особено оние кои што работат на корпоративно ниво, тука нема збор, тие веќе идат на повисоко ниво, тие имплементираат и стандарди. Меѓутоа сите останати, значи проблемот е во информираноста. И исто така не се информирани работодавачите дека не е големо трошокот да се имплементираат обврските од законот за безбедност и здравје при работа. Дали човечкиот живот има цена, дали можеме тоа после тоа да го пресметаме, имаме повреди со траен инвалидитет. Се додека мислиме дека нам нема да ни се случи тоа, ни се повторуваат вакви грешки. Повторно зборам, 18 години од донесување на законот, ние се уште говориме дали е имплементиран законот во Македонија.
безбедност на работа како правна обврска, а не добра волја, треба и храброст во ова општество и во ваков систем, нели, да некој го крене гласот за безбедноста на работното место, бидејќи и не сите колеги се согласуваат со другите колеги. Но има храбри луѓе во секоја работна средина кои што зборуваат на овие теми, кои што се грижат за својата и безбедноста на своите колеги, без разлика, нели, како ќе бидат сватени. Со адвокат ќе позборуваме малку на оваа тема. Колешката Симона Бачваровска ја имаме веќе подготвена од Скопје. Со ова линковско вклучување си му направиме надоврзување на темата, па што велат адвокатите во овој случај. Да, Ване, го дознаваме искуството на адвокатите во однос на храброста, што ја спомена ти, колку всушност вработени имаат храброст да пријават неправилности на работното место, особено кога станува збор за безбедноста. Какво е нивното искуство, колку трае целиот процес, за сето тоа разговарам со адвокат Наташа Стаменова. Ета како изгледа процесот на самиот почеток, меѓутоа и колку се наметнува прашањето колку од нашите граѓани имаат храброст или се доволно едуцирани, ако може така да се каже, во однос на нивната безбедност на работното место, дали препознаваат дека никогаш е нарушена? Правата и одговорностите на тоа како работодавачите треба да ги заштитат своите работници во однос на безбедноста и здравието при работа се утврдени во Законот за безбедност и здравје при работа. Колку работниците пријавуваат доколку немаат безбедност при работното место, можам да кажам дека е многу минимален процентот, односно пријавуваат откако ќе се случи некоја штета или некоја непогода за нив, по нив лично на работното место. Иако, согласно законот, работодавачот мора е обврзан на работниците да им врши обука најпрво при самото вработување нивно во таа фирма, да речеме, или компанија, при преместување од едно работно место на друго и при секое друго различно или да речем новитет во законодавството кој што треба работодавачот да им го презентира на работниците за да се заштитат при работното место. Процесот имаме две постапки, можеме да водиме граѓанска постапка, тоа е како надомесна штета, односно кога имаме работник кој што е повреден на работното место, тој може да се обрати до адвокат, кој што адвокат ќе поднесе до надлежниот суд тужба за надомесна штета, каде што ќе докажуваме дека безбедноста на работното место за тој одреден работник била нарушена и со тоа тој претрпел штета. Исто така има и кривична постапка, односно работодавачите кои што нема да ги почитуваат одлуките кои што се донесени во врска со безбедноста и здравието при работа на работниците, можат и кривично да одговараат. Тоа е во кривичниот законник, така да јас ги охрабрувам сите работници вработени кај работодавачите, без разлика дали би се замериле или не би се замериле, бидејќи кај нас обично еве кога разговараме да речам со работниците, тоа е проблемот, дали би се замерил или не, се плашат од губење на работното место и така натаму, значи доколку видат дека безбедноста им е загрозена во средината каде што работат, можат да го пријават тоа во Државниот инспекторат за труд, кој понатаму носи решение, одлука и така натаму, тоа решение може да се искористи понатака во судските процеси. Дали било кривична постапка или граѓанска постапка, и исто така би апелирала на граѓаните да ангажираат адвокат, бидејќи адвокатот ќе ги упати на кое место што да побараат, за да не, да речам народски кажано, лутаат по институции, точно кога ќе ги имаме сите податоци што се случило, после тераме постапката за нивна заштита или надомесна штета. Да, на прашањето зошто ретко се пријавува и зошто треба да се случи некоја непогода како што истакнавте, веќе го дадовте одговорот дека често тоа е страф од добиен отказ на работното место или можеби предрасуди од останатите колеги на работната средина. Но еве кога веќе имате случаи каде што се пријавени, каде што веќе тече постапка, какви се на крај, како се завршува сето тоа? Дали најчесто има позитивен исход? Значи најчесто е во полза на работниците, бидејќи претрпеле штета, се казнува работодавачот
Исто така можам да потенцирам дека сме имале и спогодбено завршени случаи, односно работодавачот спогодбено ја надоместува штетата на работникот, согласно со решението кој што го добил од инспекторот за труд и социјална политика, тој ги поправа недоследностите или што ги има, што треба да се поправат и си продолжува работата, процесот како што тече. Сега, дали понатаму му се запретува отказ на работникот, тоа може би да речам да враќаат работодавачите, меѓутоа сепак не треба да остане на она ајде ќе молчам, туку баш ги апелирам до работниците да се грижат, бидејќи една од обврските или обврските кои што тие ги имаат како работници и кои што е вклучен во Законот за безбедност и здравје при работа е да се грижат за своето здравје и здравјето на останатите работници, така да тие имаат самите обврска да се грижат, па согласно тоа да постапуваат. Да, адвокатите во целиот тој процес се навистина клучна алка и освен делот кој што веќе го истакнавте дека за многу пократко време ќе се најде точниот одговор и начин, колку сте од важност во охрабрувањето, тоа што го спомнавме и на почеток, дека вашата стручност може да охрабри некого да не останува и понатака небезбеден на работа, односно не ги премолчува работите кои што се закана и по здравјето во некои ситуации. Па да, видете, откако ќе го објасниме ние целиот процес на работникот, тој поблиску го сваќа како тече цела работа и дека има права кои што тој можеби до тој период не знаел дека ги има, ги содржи во законот. Видете, безбедноста на работникот е утврдена со Уставот на Република Македонија, исто така е утврдена со законодавството на Европска унија и со меѓународните конвенции, кои што сите ние ги имаме ратификувано во Македонија. Така да работниците мора да се свесни дека тие мора да бидат безбедни на работното место. Доколку ја немаат примено заштитата, тие слободно може да побараат да им се да не работат за тој временски период додека не им се обезбеди потребната заштита за работното место за кое што работат. И тогаш може слободно да ангажираат адвокат кој што ќе ги упати кај конкретниот член и закон, секој што може да му укажат и на работодавачот писмено да го известат дека јас не работам под вакви услови, мојата безбедност е загрозена. Наташа, ви благодарам за разговорот, се надевам дека се тоа некого ќе охрабри и разговорот беше од корист. Благодарам на поканата. Благодарам уште еднаш, тоа беше разговорот со адвокатот Наташа Стаменова во однос на безбедноста на работното место и колку всушност неправилностите се пријавуваат и се води цела постапка до самиот крај, додека едноставно не биде задоволена правдата онаму каде што е потребно. Благодариме, Симона. Славица, адвокатката пред малку кажа дека работниците треба да се охрабруваат, бидејќи безбедноста е законска обврска, не волја добра на работодавачот, но реален е стравот. Тука мора да споминеме дека ја имаат и можноста за анонимна пријава. Точно, работниците, да, првичен или стравот на губењето на работното место и така натаму, работниците имаат можност да анонимно да се јават во нашите канцеларии или користат и мејлови, пишани дописи и ги истакнуваат своите проблеми. Понатаму ние го споделуваме тоа со синдикатите, бидејќи синдикатите се нели здружена организација на работниците и ги препраќаме понатаму каде што до надлежните институции. Ги охрабруваме сите работници, меѓутоа првично треба да бидат информирани. Ако од вашиот прилог што беше првиот, видовме дека уствари работниците самите не се информирани за своите права и обврска од законот. Во законот, како што каже адвокатката, стои дека работникот има право да одбие работа доколку смета дека на своето работно место му е загрозено здравјето и животот му е во опасност. Не само за него, него и во околината. Значи, работниците можат да ги користат механизмите кои што постојат, да не контактираат нас како здруженија, може да ги користат услугите на синдикатите и во моментов ние не сме во можност како граѓански сектор да им нудиме целосна правна помош, меѓутоа никој не сме оставиле да не дадеме одговор и да не постапиме понатаму како што треба. На крај крајева им даваме упорства, препораки и ги информираме кои се нивните права и обврски од Законот за безбедност и здравје при работа. Ако според Меѓународната организација на труд 4% од БДП во сиромашните земји оди во компензација на повредите, тогаш директните загуби кои ги трпи Македонија се над 400 милиони евра. Може ли нашата и онака кревка економија
ова да го издржи? Го знаат ли ова работодавачите? Тоа е еден податок кој што пред 2-3 години ние веќе го објавивме како таков, затоа што да, Меѓународната организација на труд предочи дека во сиромашните земји се случува тоа. И да, во Македонија е 426 милиони евра кои што се трошат средства на компензација на повреди и сите пропратни постапки околу повредата при работа. Ние овие информации ги информираме, ги доставувавме во иницијативи, препораки до надлежните институции. Меѓутоа, од состојбата, можеби оваа бројка покажува зашто е Македонија онаму каде што е. Зашто се уште збориме дека треба нешто да превенираме, еве ги средствата. Претходно споменавте дека очекуваме помош од некој надвор, како што беа германските пожарникари, зашто не се направи некоја анализа да се и преиспита оваа бројка која што Меѓународната организација на труд ја предучува и тие средства да се пренаменат. И како да зборуваме за успешна имплементација на законот во пракса, кога имаме недостаток на одредени алки? Инспекторите, тоа е нешто што, да речеме, најактуелно го зборувавме од несреќата во Кочани. Каква е соработката со државните институции? Што велат тие? Соработката нели по дефиниција е да работиме заедно. Добра, не? Морам да кажам дека нас како граѓански сектор до сега не гледа како коректор единствено нели, меѓутоа во современите општества граѓанскиот сектор е партнер на владата и надлежните институции. Ние многу често бевме сваќани погрешно дека сакаме некого да етикетираме, сакаме да нарушиме нечие работење. Не, ние сме во корис на сите три нивоа, односно сакаме да бидеме рамноправен партнер, социјален партнер со владата, работодавачите и синдикатите. Затоа што ние сме струкава организација каде што сите проблеми од терен се вливаат во оние анализи, препораки, документи кои што ги произведуваме, односно ги подготвуваме и сите тие се доставувани до надлежните институции. Не можам да кажам дека не е ништо од тоа прифатено или не сме повикани во работни групи, меѓутоа стоиме на располагање јавно, транспарентно се сите објавени на нашите социјални медиуми, веб страната, имаме контакти, нашата канцеларија работи секој ден, ги повикуваме, стоиме на располагање. И пред да почнат да говорат гласно работодавачите колку се грижат за своите работници, прво треба да размислат дали во пракса имаат имплементирано се во однос на безбедноста на тие кои што им носат пари на крајот на денот. Точно. Ви благодарам многу. Благодариме многу. Оваа тема ќе ја заокружиме со линковското вклучување од Битола. Денеска потсетувам за нашите гледачи кои што се вклучија покасно, го одбележуваме Светскиот ден за безбедност при работа. Кој е протоколот и какви обуки треба да се поминат пред да се настапи на едно работно место? Утрово ќе слушнеме од Слободан Бундалевски, професор на Техничкиот факултет и информатика при Меѓународен славјански универзитет од Битола. Колешката Ружица веќе подготвена за разговор со професорот. Ружица. Добро утро, Ване, по втор пат, да, овој пат од Меѓународниот славјански универзитет, кој што има специјализирана катедра за заштита и безбедност при работа, да, како што најави наши соговорници, значи ова утро ќе бидат професор доктор Слободан Бундалевски, кој што предава на катедрата за заштита и безбедност при работа, меѓутоа и асистент магистар Мартин Савевски, кој што исто така како појачување не дојде за да ја дообјасниме темата. Да не губиме време, бидејќи станува збор за мощна, сериозна и комплексна тема. Професоре, ќе почнам со вас. Кои се оние законски рамки до кои што треба работодавачите задолжително да се придржуваат за да не дојде до повреда, па и губење на живот при работа? Добар ден пред се до гледачите на вашата телевизија. Оваа материја е решена и некако со Законот за безбедност и здравје при работа. Ако се погледаат овие службените весници, ќе се види дека тие датираат некаде од 2007 година со сите на дополнување и измени во законот. И порано имало некако законски уредени некои од областта на безбедноста и здравјето при работа, само што тогаш се сеќавам дека си беше нешто како ХТЗ или хигиенско-техничка заштита, денес опремата уште се нарекува така ХТЗ опрема. Ако се евиденс е ден
Светски ден за безбедноста и здравјето при работа, каде што овој датум е земен и се врзува со одреден акт од некоја меѓународна организација од 70-тите, од 71 година, затоа е усвоен овој датум да биде како Светски ден за безбедност и здравјето при работа. Сега ние правихме пред оваа емисија за важноста на законот. Законот како закон може да биде и недоволно ефикасен ако не се исполнат обврските кои што тој ги уредува, така да оваа работа не може да се земе дека е еднопартитна или не знам еднодимензионална, таа е согласно законот и согласно директивите и препораките на една од најважните, да кажеме, организации меѓународни, тоа е Меѓународната организација на трудот, која што и самата таа организација е трипартитна, уствари таа се... Да одиме конкретно да речеме што подразбира законот, што мора да спроведат работодавците, сигурно некои обуки. Обуки секако мора да спроведат во однос на безбедност и здравјето при работа, меѓутоа не само тоа, него треба да спроведат и обуки како се работи на самите машини со опрема, која ја должат или што е нели производната процедура или рутина, така да обврските тука се на работодавецот да ги изврши тие обуки на работниците. Работниците треба да бидат високо свесни дека како се работи нели со таква опрема и со таа материја, но исто тука морам да ги спомнам и државата, односно тие тела што вршат надзор врз работата или спроведувањето на Законот за безбедност и здравје при работа, тоа се инспекцијските тела или трудовата инспекција. Така да не можеме да ги посочиме единствено одговорноста врз работодавачите. Ако ќе настане некоја несреќа или повреда, секогаш се криви работниците. Туку мора да кажеме дека и самите државата преку своите инспекцијски тела, дека има одредена одговорност и не може да бегаат од тоа. Да не се враќаме сега како се случи и што се случи скоро кај нас, или немили од нас на Вокочани, така да кога ќе се случи одредена несреќа, таа одговорност треба да превземе и државата. Значи не може само да кажеме дека работниците или работодавачите се виновни. Од искуство, ја како стручно лице при работа вршам обуки. Еден специфичен случај беше за помала градежна компанија, дојде на обука и управителот, работодавачот, дојде и неколку работници и сега ние може да дискутираме за како се работи, да разјасниме процедурите на работа, за да укажеме каде се опасностите и штетностите на работното место, каде постои ризик, односно каде во кои точки може да влеземе во поле на опасност, како би рекле ние, и на тој начин разговарајќи со нив, реков, вие имате како градежници потреба да носите шлемови заштитни, па тие некако замолчија и на крај газата рече, викам, видете, ако не ги почитувате, има законот вели дека мора да го казните или да го избркате од работа. Ако го избркам, нема кој да ми работи утре. Така да малку е проблематично тоа. Така да треба да се апелира на зголемување на свеста кај луѓето, односно на сите тие три, да кажеме, дела, трипартитно се што ја спомнам, значи државата, инспекцијските тела, работодавачите, но исто така и работниците, да. Оваа тема е многу комплексна, ќе се префрламе пред крајот и на асистент Мартин. Асистент Мартин, да речеме, кои се оние најризични професии кои што се идентификувани како такви во Македонија и колку видови, да речеме, има професии во ризик? Здраво и од мене. Поздрав до гледачите на македонската телевизија. Најчесто, статистички, градежниот сектор е најмногу засегнат од повредите на работно место, меѓутоа не заостануваат ниту работниците во земеделскиот сектор, ниту во производствениот сектор и така натаму. Типови на ризици најчесто се од механички повреди или карактеристики удар од електрична енергија или евентуално ризици поврзани со карактеристиките на работно место, како што спомнавме градежниството, работа на висина, работа на скеле и така натаму. И главната група на ризици да секогаш ние сметаме дека се важни само физичките повреди, меѓутоа никако не смеат да се занемарат ниту психичките повреди, мобинг, малтретирање на работно место, стрес и така натаму, работа во смени. Сите тие се категории на ризици на кои треба да се обрни едно посебно внимание. И од страна, например, статистички, што е најважно, зошто се настануваат повреди на работно место, според одредени истражувања, скоро 1/4 од повредите настануваат поради неправилно применување на мерките
кое ги задало стручното лице за безбедност и здравје при работа. Тоа значи дека не е одговорно само да се понудат мерки, туку во обуката на вработените, односно на работниците, да биде вклучена и обука како да се применуваат правилно до тие мерки. И откако стручното лице ќе додели лична заштитна опрема за справување со одреден ризик, има дополнителна обука во која ситуација и на кој начин правилно да се користи таа обука за да го има својот ефект. Пример, има истражување кое вика дека најчести повреди настануваат на рацете, а скоро најголем дел од прстите, или пак ако се носи лична заштитна опрема на очите, 9 од 10 ситуации би спречиле било каква повреда на окото. Повторно ќе напоменам, ова е многу важна и комплексна тема, има уште многу сериозно да се зборува за неа. Јас сепак ви благодарам за одвоеното време. Ване, еве, слушнавме сосема накусо, иако може би требало повторно да се навратиме на оваа тема во некое следно издание и да ја дообработиме. Еве, ви благодарам професор Бундалевски, ти благодарам Мартин, има голем интерес за оваа насока заштита и безбедност при работа. Студио? Да, но мислам дека за гледачите е доволно 8 до 9 минути да ги слушнат баш оние поенти кои што двајцата соговорници требаше да ги извлечеме во утро Ружица. Благодариме за ова линковско вклучување. 8 часот е 59 минути. Ние веќе се подготвуваме и за второто издание на вестите. Секогаш терминот по 9 го оставаме за малку, јас ги нарекувам и помагазински теми, ќе трчаме годинава повторно. Токму така Скопје трча 10 километри, ситно броиме до стартот. Кои се условите за пријавување? Има ли се уште можност за пријавување и ќе блесне уште еднаш, односно улиците на Скопје во спортски дух и бројни транспаренти со мотивирачки пораки кои особено не радуваат? А утре во камерната сала на Македонската филхармонија ќе се одржи хуманитарен концерт, музичка вечер исполнета со класика Солидарност и поддршка. Повеќе за ова веднаш по вестите во 9.